Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 58-то издание на емисијата TV103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и на квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една комична ТВ серија која поставува важни прашања. Најпрвин за кенсел културата, потоа за уметноста на хуморот во политички коректниот 21 век, како и за дивергентните пристапи кои ги имаат комичарките кон комедијата, односно протагонистките во серијата, кои доаѓаат од сосема поразлични ери, односно постои генерацијски јаз кој мора да го надминат, доколку се разбира сакаат да воспостават соработка. Едната да нема бајати шеги, а другата да биде вработена во индустријата која ја стави на црната листа. Хуморот секогаш се движи по тенката линија на експлоатацијата, па и тука се искористува туѓата, па и собствената мака, за да ја мотивира пред се публиката да се смее на ново креираните шеги. Денес ќе се смееме со серијата Хекс, односно ТВ серија која успеа да му украде 3 Еми награди на супериорниот Тед Ласо, што е сосема доволно за да биде отстапено место за оваа серија во оваа емисија од моја страна. Така што денес ќе ви говорам за ТВ серијата Хекс. А на почетокот на емисијата ги слушнавме композициите The Harrowing, Old Gods и Leaders of the Blind, кои што се наоѓаат на албумот Black Harvest, издаден од страна на британските музичари од Лондон Green Lung, односно станува збор за бенд кој што строго се држи до традициите и до практиките на хард рок влијанијата од 70-тите години, значи се под силно влијание и на Black Sabbath и на Deep Purple, меѓутоа даваат некаков си свој спин во некој маниризам кој може би поблизок до Blue Oyster Cult, меѓутоа сепак задржан е тој прото-метал концепт и додадени се модерни влијанија од Stoner Rock и пред се тој heavy psych призвук кој што го поседуваат како една спрега помеѓу музиката на 70-тите и тоа денес што се свири, се разбира со здрава доза на окултни елементи. Така што тоа беа одлични композиции кои што ги создадоа Green Lung, а во продолжение ќе слушнеме традиционално една композиција од Rage Against the Machine, односно ја слушаме Fistful of Steel. Ја преслушуваме севкупната дискографија на Rage Against the Machine, затоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги слушаме Rage Against the Machine. И со преслушувањето на нивната дискографија се надевам дека ќе заврши ова COVID лудило во кое што сите сме заглавени, ќе може да го отсонуваме овој кошмар кој што ни се претвори во реалност. Меѓутоа, доколку сакате да знаете зашто не им е дојдено до смеење на стендап комичарките, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, но да има можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 58-то издание на емисијата TV103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за Хекс, која е комична ТВ серија, продуцирана од страна на Лусија Аниело и Полови Даунс од The Babysitters Club, Aquafina и Nora from Queens, The Other Two, Broad City и Rough Night филмот, како и Джейн Статски, со која соработува на Broad City ТВ серијата, но таа пред се е попозната како продуцентка на значајните The Good Place и Parks and Recreation. Серијата е продуцирана за HBO Max, односно релативно новиот стриминг потфат на HBO, кој најавено е дека наредната година ќе го добиеме и ние обичните смртници во Македонија. А од овој обединувачки стример за сите дивизии на HBO ви говоре во емисијата за Raised by Wolves и Generation,
односно две серии кои што се покриени од страна на TV103, а ова е всушност трета серија од нивната продукција која е застапена во оваа емисија, иако тие ги имаат солидните The Flight Attendant, Gossip Girl, потоа комичните Love Life, Made for Love, The Damn Michael Che, Head of the Class и во најава се The Sex Lives of College Girls, Station 11, Peacemaker и многу други серии. Сепак млад стример се кога во прашање HBO Max, кој во стриминг војните влезе на 27. мај 2020 година, значи речеше си една година се на светската мапа, но има огромни библиотеки од Warner Bros, од Adult Swim, од Cartoon Network, од Ghibli, од DC, од Sky, од CW, така што имаат прилично богата архива од каде што може се разбира да црпат материјал. Заедно со HBO во САД имаат 70 милиони претплатници и ги револтира малку режисерите со тоа што ги објавуваат филмовите и во кино и на платформата паралелно. Претпоставувам дека сте информирани за оваа хајка која што се водеше. Револтирани се и Нолан и режисерот на Дюн, кој што исто така Вилнев, кој што исто така филм беше промовиран паралелно, например, но HBO влечат пари од сите страни, така што не се продуцентите за жалење, односно не се дистрибуторите воопшто за мислење. Тие се вадат на муавето дека сериите морале да дишат, да не се бинџаат, со што јас лично не се согласувам, затоа што за да дише серијата треба да биде тема на разговор, например, со пријателите, секоја недела, но не баш сите серии се на нивото на Чернобил, за да може да се погоди сите познаници или членови фамилија или пријатели или кои да ги гледаат за да имате простор за дискусија. Така што и тоа континуирана дискусија од недела за недела, што значи дека сите чинодействија кои што се случиле треба да бидат подлога за муавет, што ретко кога би се случило. Па во идеален свет, да, може би функционирало сето ова, но во реалноста дефинитивно е еден застарен модел. Симптоматично е емитувањето, посебно на комичните серии, како Хекс, која една епизода трае не цели 30 минути, севкупно првата сезона брои 10 епизоди, кои значи се гледаат за нецели 5 часа. Значи почна со емитување на 13 мај и се емитуваат 2 епизоди неделно, што искрено да бидаме единственото паметно начало кое што го одлучи HBO за комичните серии, дека 30 минути воопшто не се доволни за брза и смешна серија, искрено да бидам не се ни еден час, меѓутоа што е, тука е барем некаков чекор напред се направи од страна на HBO Max поглед на пласирањето на оваа серија, значи не се добива само 30 минути, се добива 1 саат неделно, за да ја изгледате во целост, нели, како што напоменав, ви се потребни 5 часа и јас уште еднаш потенцирам се избинчав наспроти препораките на HBO и ништо не ми фали. Со оглед на тоа што започна на 13 мај, значи средината на мај, заврши во рок од 5 недели, што значи дека веќе во јуни беше комплетирано емитувањето на Хекс. Во серијата станува збор за Дебора Венс, односно глумена од Джин Смарт, која што е долгогодишна стендап комичарка, односно настапувачка во Лас Вегас, чисто шеги се станати бајате низ годините, старени се и се заканува дека ќе ги изгуби пред се викендите од низините настапи, ако повторно не стане релевантна кај тековната публика. За тој подвиг да се случи, се разбира дека е потребна помош од младата комичарка Ава, глумена од Хана Айнбиндер, која не може да најде работа во индустријата, затоа што е канцелирана поради еден незин испад, односно еден незин невкусен твит, кој што го има поставено, кој јавноста ја обвинува за неговата објава и поради тоа има затворени врати од страна на индустријата.
за да може да си помогнат една на друга, најпрво им треба да научат да се почитуваат една со друга и да ги согледаат и прифатат пред се нивните разлики и да ги искористат, се разбира, во собствена полза. Едната за задржување на позицијата во клубовите каде што настапува и другата за добивање на професионално искачување на скалилата. Тоа значи дека Ева ќе ги донесе проблемите на миленијалките во општеството на спектакл во преден план, ставено под лупа, се разбира, на социјалните медиуми, наспроти светот од кој што доаѓа Дебора, кој е во замрување и веќе не ни постои. Времињата драстично се менуваат и младата комичарка представува еден вид на опортунистка, односно обседната кариеристка, која Макијавеловски ги искористува сите средства кои се на располагање за да дојде до зацртаната цел, особина која ја согледуваат и незините колешки и поранешни пријателки кои ја оставаат да биде без пријатели. Наспроти неа ја имаме суровата и арогантна ветеранка, која што се има искачено на пиедесталот баш поради тие незини карактеристики и има преживеано секакви квалификации и навреди за да дојде на врвот на хиерархијата во комичниот свет, се разбира, во светот на комедијата, која што вергла еден ист материјал на шеги со години, кои не ја чинат популарна, напротив, посебно не кај младите посетители, за кои нели постепено станува и релевантно. Меѓутоа, има срцепарателно зближување покрај убавото препукување и меѓусебно исмевање помеѓу комичарките, кај што мора да си ги научат ограничувањата, да не се експлоатираат и да најдат начин за обострана соработка без лаки и задни намери пред се. Серијата има и една силна порака, кај што пред се комичарките се борат против шовинистичките искористувачи во ноќните клубови, кои биле се присутни во минатото и се уште се плевел кој вегетира во овие институции на комедијата и ден денес, меѓутоа се борат на еден инвентивен начин. There is no line, Prime, A Gig's a Gig, The Jewelry, се извинувам, Falling, New Eyes, Tunnel of Love, 1.690.000, Interview, I Think She Will. Се насловите на епизодите од првата сезона. Во мај минатата година беше објавено дека HBO ќе реализира серијата уште на самиот старт на HBO Max и поради COVID протоколите сите вежби за потребите на серијата биле изведени во домашни услови, односно преку Zoom. Се додека не се пресретнале всушност на самиот чин на снимањето на серијата за прв пат. Во јуни беше обновена Хекс оваа година за незината втора сезона. Како што веќе напоменав, освои 3 Еми награди, една на Джейн за главна женска улога во комедија, една на Лусија Аниело за режија на епизода во комедија и една на триото на продуценти и сценаристи пред се за најдоброто сценарио во комична серија. Престижни награди, кога ќе се земе пред дека Тед Ласон доминираше оваа категорија, а предходно од Шитс Крик никој не можеше да крене глава. Така што Хекс е еден сериозен конкурент на рамки на комичните ТВ серии. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на албумот Bleed Through на финскиот бенд Fair Out, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Хелсинки, сепак е своевидна комбинација помеѓу панк рок, метализиран призвук и влијание, минускулно влијание на стонер елементи. Од нивниот албум ќе слушнеме That Was The Day I Decided To Start Using Hard Drugs, потоа ја слушаме Point Blank Range,
Obsession и Nevermore, и доколку имаме време ќе слушнеме една кратка најава со извадоци од серијата Hex, каде што Дебора ни дава совети како се прави вкусна комедија. Така што уживајте со Fear Out и потоа се враќам во да ви говорам за актерите и актерките кои сочинуваат оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 58-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии, а денес ви говорам за ТВ серијата Hex, односно во овој сегмент ќе обрнеме поголемо внимание на актерките и актерите кои што ја предводат оваа серија, која има две протагонистки кои што се борат една против друга за да го имаат последниот збор во нивните расправи, односно дуелот се води помеѓу Джейн Смарт од едната страна, која што ја глуми Дебора Уенс, односно легендарната стендап комичарка во Лас Вегас, на која што пред се и се заканува губитокот на викендите од незините настапи, доколку нели се разбира не добие нагла популарност или па не се врати во реномето и репутацијата неја поврати која што ја поседува, и баш поради тие поводи ја ангажира Ева Даниелс, која што ја глуми Хана Ейнбиндер, односно младата комичарка која што од јавноста е канцелирана поради еден незин невкусен твит кој што го има објавено, и како што нели стана една честа појава во политички коректните општества да им се забранува пристап, односно да се уништуваат кариери и сето тоа што го имаат направено врз основа на еден објавен твит кој што некој се има најдено навреден, и во тие рамки оваа серија го поставува тоа значајно прашање за дали хуморот може да преживее во една ера на политичка коректност, и целта, всушност, на комедијата е да ги истакне недостатоците на човештвото и сите заедно да може да се насмевнеме на наша сметка. Тоа што некој ќе се пронајде навреден, единствен совет, единствена сугестија која што може да им се даде на нив е нека им стои, заради тоа што тоа е целта всушност на комедијата. Ако таа ги загуби забите, и шегите ќе станат бајати како што се станат и шегите на Дебора Уенс, која што е прилично арогантна и жена преполна со самодоверба, меѓутоа не сака да прифати дека денес незиниот начин на пласирање на преджваканите шеги не може да допре до генерации, до помладите генерации пред се, и баш поради тоа за правење на свој виден фейслифтинг на комедијата на Дебора е ангажирана Ева, која што си доаѓа со еден багаж на собствени проблеми, со оглед на тоа што таа е кариеристка, која што, односно опортунистка, која очајно сака да се искачи во хиерархијата на комедијата, работи како сценаристка на шегите на комичарите, односно како сценаристка на ТВ серии, која што нели поради таа нејзина објава е одстранета од јавноста, најблаго речено, и дури нејзините пријателки го вртат грбот на неа кога ќе согледаат дека таа е подготвена се да направи само за да го добие посакуваното. Дури и Дебора ќе стане жртва на нејзиното потрага или потреба за стекнување на некакво си дополнително искачување на таа хиерархија, со оглед на тоа што ќе договараат до интервјуа без нејзино знаење, ќе прави, ќе објавува всушност за нејзиното однесување, ќе ги информира конкретно луѓе кои што ќе сакаат да објават серија, односно да креираат серија која ќе се базира на ова, ајде така да го наречеме, себеволие кое што го промовира Дебора,
и на некој начин ќе забоде ножеви во незиниот грб само заради тоа што нема доверба едната во другата и ќе ја злоупотреби пред се позицијата во која што се наоѓа Ева, со оглед на тоа што ја има интимата на Дебора на располагање и ќе им даде предложка за создавање на серија која што се базира на интимата на Дебора. На некој начин ќе и врати со тоа што таа ги експлоатирала сите незини пријатели, пријателки и членови на фамилија за да создаде комедија низ децениите, односно да создаде шеги на собствена сметка и всушност незиното препораѓање е чешлање на незината богата историја со настапување пред публика и давање на една лична нишка, односно фокусирање на светлото кон сопствениот живот со сите тие турбулентни проблематики со кои што нели се соочила и ги надраснала и станала комичарката која што е денес. Така што оваа дихотомија на младата помошничка и ветеранката која не баш пријатно ги прифаќа незините сугестии, не баш со отворено срце ги прифаќа, знае да произлесе, односно знае да предизвика своевиден хумор, со оглед на тоа што и смешни ситуации, со оглед на тоа што Ева, младата Ева, сака да го постигне успехот кој што Дебора го има создадено, меѓутоа таа го достигнала со макотрпна работа, а Ева, како и сите миленијалци и сите идни генерации после нив, сака да го здобие инстант успехот, односно да го добие најбрзо што може, со прескокнувајќи ги на сите можни препреки, меѓутоа е гладна и жедна за славата која што нема да ја достигне се додека не ги почитува незините колешки. А покрај нив во серијата глуми и Карл Клеменс Хопкинс, кој што е Маркус, односно Chief Operating Officer, односно COO на Дебора, кој ќе биде нели промовиран во CEO на незината фирма, кој е воркохолик и не остава многу простор за неговиот приватен живот, односно ќе има обид за една љубовна афера со човекот кој што е задолжен за одржување на водата, меѓутоа соочувајќи се со своето прекумерно професионално ангажирање, ќе загуби секакова можност за воспоставување на некаква си подлабока интимна релација. Тука ја имаме и Кейтлин Олсон, која што ја глуми Дебора DJ Венс Джуниор, односно ќерката на Дебора, која се обидува колку и да глуми дека е селебрити, односно колку и да глуми дека е фамозна секоја нејзина постапка во животот, се обидува да добие некаков си легитимитет на сите тие стартап бизниси кои што ги има, дали се во прашање ушниците кои што ги продава или едноставно се обидува да заработи со експлоатирање на фотографиите на незината мајка. Сака да има некаква, ајде да ја наречеме гордост со сите тие професионални ангажмани кои што самата си ги задава и ги создава, кои не се многу профитабилни, меѓутоа сака само да биде прифатена од страна и одобрена пред се незината поставка од страна на незината мајка, која не е позната по тоа што знае да понуди љубов на незината ќерка. Покрај нив глуми и Кристофер Макдоналд, односно тоа е Марти Гилейн, кој што е CEO на Палмето казиното, односно поранешниот сопруг на Дебора, кој што сака се да направи само за да и го попречи незиниот успех, и тој е човекот кој што нели се обидува да ги иземе најпрви термините за викендот и од незините настапи, и потоа ќе го прекине незиниот долгогодишен тек на настапување во казиното Палмето. Потоа глуми во серијата Пол V. Даунс, тој глуми Джими, односно менаџерот на Ева и Дебора, човекот кој што е спрега помеѓу двете и се обидува да
најде некако си заемно земјиште кај што ќе може да кохабитираат. Марк Инделикато го глуми Демијан, личниот асистент на Дебора, односно него го знаеме како дечкото со најдобрите мајци на серијата Dead of Summer. Потоа во серијата глуми Попи Лиу, односно тоа е Кики, таа е Блекджек дилерката која Дебора ја ангажира во низиниот дом. Секако тука го имаме и Џони Сибили, односно тоа е Вилсон, задолжен за одржување на водата, односно тоа е човекот кој што често доаѓа во домот на Дебора поради низиниот помошник Маркус кој што му има фрлено око, меѓутоа нема да биде доволно исполнето од тоа малку време кој што му го нуди надвор од креветот. Меган Сталтер, уште да ја напоменеме, која глуми Кейла, односно тоа е одлепената асистентка на Джими, чишто татко ја има вработено, односно тој е шефот на Джими и го става буквално нејзиниот шеф во подредена позиција заради тоа што тој не може на никаков начин да ја сугерира да се работи нејзината работа, меѓутоа таа на ниту еден можен начин не му ја олеснува неговата работа, посебно некога се на само. Тогаш го става во прилично незавидни ситуации каде што тој треба да се носи со обвиненија од рангот на миту, меѓутоа е една посебна пародија сама за себе овој прилично смотан лик кој што дополнително носи компликации во текот на развивањето на чинодействието и пред се компликации помеѓу односот на Дебора и Ева. Тука може да направиме на кратка музичка пауза, имено продолжение ги слушаме одличните Space Lord со 3 композиции од албумот Falls Down, кој што е пред се издание кое се појави пред неколку недели од страна на бендот кој што ни доаѓа од Бафало, од Нью Йорк, значи на комбинација помеѓу звукот на 70-тите, тој ретро-рок пристап со научно-фантастична тематика, каде што имаме футуристички роботи и посетители од надвор на нашата стратосфера. Така што ова комбинаторика помеѓу дезерт рок, прогресивен, односно психоделичен рок-н-рол и стонер рок влијанијата ќе ги воочите најдобро на композициите Enemy Lines, How the Devil Got Into You и Breakers. Така што уживајте во звукот на Space Lord. Потоа ќе слушнеме уште еден извадок од ТВ серијата Hex, односно тоа е сегментот кога Ева дава премногу информации за себе си кои што делуваат прилично смешно. Така што уживајте најпрво во музиката на Space Lord. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 58 издание, посветено на ТВ серијата Hex, односно за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени специфики кои што и поседува Hex со оглед на тоа што серија која нема најава, а претпоставам дека го знаете мојот став и без разлика на тоа што станува збор за 30 минутни епизоди, сметам дека барем неколку секунди треба да се измисли нешто повеќе од телоп карта за да го привлече вниманието и да стави некаков си белег на самата серија, па макар тоа и да е анимирана најава. Поглед на режисерите, серијата ја режираат, односно пилотот го работи Лусија Аниело, а подоцнежните епизоди од сезоната ги режираат и Дезире Акаван и Пол Уи Даунс. Музиката ја работи Карлос Рафаел Ривера, човекот за кој што ви говорев кога ја анализиравме серијата The Queen's Gambit. Тука има удел во засилување на емоционалните тегови, односно на емоционалните премрежа кои што се во мелодраматичните аспекти на серијата, така што тука оди на засилување на емоциите кај гледачите со потенцирање на милозвучните композиции кои што ги создава за серијата, меѓутоа нема кој знае каков значителен удел во поглед на сценографијата се одвива
позади сцените на настапите, се одвива во хотелските соби, во имотот кој што го поседува Дебора, наспроти преноќувањето на Ева во најмениот хотел од казиното, така што Лас Вегас е средиштето каде што се одвиваат овие настани, со оглед на тоа што завршуваат со потенцијална турнеја, така што можеби ќе погледнеме и други градови каде што ќе биде реализирана серијата. Во поглед на фотографијата, Адам Брикер, односно кинематограферот на Happily и на одличната American Vandal, ја работи и фотографијата, односно со оглед на тоа што станува збор за комична ТВ серија, знаеме дека се користи прекумерно светло и се осветлуваат сите сцени максимално и самите лица на ликовите се под константно светло на дневните сцени, посебно кога се реализира, така што сосема поразличен е пристапот од драмите, мелодрамите или па трилерите, така што тука имаме енормен сноп на светлено поставен кај ликовите, така што се користат тие параметри кои веќе се установени во поглед на снимање на ТВ сериите, со оглед на тоа што сепак има и минорно поигрување со фокусот, односно со длабок фокус, со оглед на тоа што има многу предмети за доловување во интериерите на богатите. Поглед на монтажата, со оглед на тоа што станува збор за 30-минутни епизоди, експлозивноста мора да се долови и како и во самата комедија, така и во монтажата мора да биде тајмингот најдобро погоден за да легне шегата која што е планирано и тоа е реализирано успешно во рамки на самиот едит, на самата монтажа. Во поглед на костимографијата, помпезноста се препушта на облеката која што ја бира Дебора за носење, наспроти тој облеката која што прва на рака ќе и падне на Ева, која што не е препознатлива по незиното незамарање за било што, така што освен ако се планира некаква си забава на која што мора таа да присуствува, не се оддалекува од незиниот стайлинг, нема природни елементи, како што потенциравме, хуморот е на прво, второ и трето место во серијата, од еротика нема ни трага ни глас. Во поглед на ефекти, практични или визуелни, и тие се изоставени. Единствени сцени во кои што се употребува флешбек се сцените кога се премотуваат снимките на односно премотувањето на снимките од минатото се употребени како своевидна реминесценција на сето тоа што представувала богата стендап комичарска кариера на Дебора, која што сите комичарки би ја посакале за себе. Нема драстично навлегување во домените на сонот и на халуцинацијата, освен во една сцена каде што има луциден сон во кој што добива некакви си хомоеротски нагони и во поглед на низината шефица, така што има една драматична сонлива секвенца во оваа серија. Како што веќе потенцирав, ова жанровски се сведува во комичниот пред се жанр, која што содржи и мелодраматични аспекти. Се говори на англиски јазик во континуитет, а во поглед на недостатоците многу тешко се наоѓаат во овие серии со оглед на тоа што нели хуморот е крајно субјективно, дали некому ќе му легне или не. На страна таа проблематика, ова серија силно се потпира на комичната формула, која што е воспоставена на многу други серии пред неа. Значи, изборуваме за комични серии, не за ситком серии, да има една јасна дистинкција помеѓу овие формулации, меѓутоа пак уникатна е за тоа што се комичарки во преден план, значи актерки ја предводат пред се оваа серија, не актери, и би сакал да има повеќе стендап, нели, како на Сайнфелд што беше подготовка на шегата која што се представува и самата шега всушност да биде донесена. Така што недостасуваат овие аспекти на изведбата, на самата изведба на стендап комичарката,
како што тако беше случајно, нели што беше потребен фудбалот во Тед Ласо да биде интензивиран во самата серија, заради тоа што сепак тоа е канцеларијата каде што функционира комичарката и тоа е дејноста со која што се бави и треба да го има во поголемо изобилие. Овој факт, континуитетот на епизоди. Секако дека е задржан со краткото нивно време траење и поголем аспект се дава на и акцент на градењето на протагонистките, односно на Девора и Ева. Многу малку се отстапува време и можност за еволуирање на споредните ликови, меѓутоа се надеваме дека во иднина ќе бидат доработени и тие со оглед на тоа што се доста карикатурални во поглед на слични серии кои што можам да ви ги препорачам, со оглед на тоа што станува збор за комичарки и светот на стендап комедијата. I'm Dying Up Here, Feel Good, Master of None, дефинитивно се серии кои што може да се каже дека се сродни на тематско рамниште. Потоа веќе неколку пати ја споменав Тед Ласо, како на комична ниво, која што се поврзува на жанровско рамниште со серијата Хекс. Ќе ги напоменеме уште комедиите Russian Doll, Рами и Дейв, како и култната Флибек. Потоа ќе ги споменеме уште Insecure, The Kominsky Method, Good Girls, Get Shorted, Difficult People, Episodes, Валерија, Бери и всушност каливарот на серии кои што се надоврзаа на според мене недостичната ТВ серија Entourage, односно кои што го споставија формулаичноста за тоа како треба да се направи една модерна и ефективна комична ТВ серија. Во поглед на гледливоста и тоа како е загарантирана и убедливоста се постигнува со прекумерната во дадени инстанции игра на самите актерки, конкретно на Дебора, атмосферата секако дека е комична во серијата. Поглед на епилогот, отворен е за нови збрки кои што си ги направи самата миленијалка, односно тајната која што ја знае гледачот, но не и шефицата, со која што ќе оди на турнеја, ќе биде проблематика со која што ќе мора да се носи во наредната сезона. Во рамките на евалуацијата на ова серија, во контекст на комичните ТВ серии, дефинитивно е една од најдобрите кои што ќе ја погледнете во текот на оваа година, така што неизбежно е да им дадам повеќе од колку тоа што заслужува, односно 9 од 10, со оглед на тоа што ако наредната сезона не се покаже ефективно, односно не даде нова свежина, не даде нови ликови, нови сплетки и не го продлабочи односно помеѓу главните ликови, принуден ќе бидам да ја намалам ова оценка и да дојде на реалната 8 од 10 која што ја заслужува. Така што оставаме простор со отворената нова сезона, која што ја начна епилогот на првата сезона, да ни демонстрира дека успехот не е само случај. За крајот на емисијата ќе ги слушнеме Stoner Kind, односно ќе слушнеме насловната тема од нивниот албум Spirit of the Void и ќе ја слушнеме Untethered, односно две композиции кои што се наоѓаат на албумското остварување Spirit of the Void од бендот кој што ни доаѓа од Северна Каролина, односно од Winston Salem. Станува збор за едно дуо кое што свири комбинаторика помеѓу алтернативниот рок-н-рол, блуз рок, влијание на хард рок, прогресивен рок и heavy psych провениенцијата во комбинација со модерен стонер рок. Така што Stoner Kind е бендот кој што е наменет за крајот на емисијата, која што ќе мора да ја завршиме малку порано со оглед на тоа што во 20 часот е најавена проекцијата во Кино Фросина на домашните анимирани филмови од периодот од 1971 до 1991 во контекст на манифестацијата 50 години македонски анимиран филм, кој што имаше вчерашно отварање со прикажувањето на првиот македонски анимиран филм Ембрион 1 и вечерва имаме дискусија која што моментално се одвива
Меѓутоа, спречеме поради емисијата да присуствувам на неа, меѓутоа ќе го надополнам моето присуство на оваа манифестација од 20 часот, каде што веќе ќе бидат прикажани избор на краткометражни анимирани филмови о златното доба, односно од 1971 до 1991 година во просториите на Младенскиот културен центар. Така што, доколку сте љубители на македонскиот анимиран филм, се гледаме во МКЦ. Ова беше 58-то издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на ХЕКС. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.